Огромно е задоволството кога промовирате млад автор со кој можете да поразговарате на повеќе теми од културата кои ви се взаемен интерес. Книги, преводи и филм. И уште многу. Погледнете со кого разговарав за сето ова во новото издание на Културна матрица. Добре дојдовте и секако бидете на програмата на 24 вести во следните 30 на минути. Жарко, ова интервју се надевам дека ќе биде пријатно на гледачите, бидејќи јас немам намера да ти се обраќам со вие. Ние сме од прилика иста генерација, имаме одлична комуникација претходните неколку години. Добре дојде официјално во Културна матрица и за почеток, бидејќи се наоѓаме во просториите на Антолог, може да ни кажеш што е она што септември завршува, односно веќе ќе заврши, што е она што го понудивте на читателите како нешто поинтерактивно и позабавно од настрана од купувањето книги и што е она што го планирате за овој ден? Вака, добре дојдовте пред се. Фала за интервјуто и за разговарањето на ти, бидејќи тоа значи некаква блискост и некакво познанство кое ни се провлекува веќе со години. По повеќе поводи и настани. Во однос на Антолог, како бренд постои некои 16 и кусур години пред се како издавачка куќа, која што во тој период издаде над 250 книги од различен жанр, вид, автори и така натаму. Меѓутоа, оно што е релативно ново за нас е отварањето на овој, како да го наречам, книжевен центар, кој што ги обединува на исто место издавачката куќа и книжарскиот простор. Имавме отворене некаде при крајот на април и во овие околу 6 месеци и половина година функционираме на некој вид не само како локален книжевен гранап, туку и општо како книжарница во која што сите оние кои што ги следат нашите изданија може да дојдат и да си ги купат по најевтини цени во нашите изданија единствено тука. Меѓутоа не сакаме тоа секогаш да биде оној класичен однос на купувач и продавач и секој месец или секој период од годината смислуваме и ќе смислуваме некакви кампањи, акции, понуди кои што во фокусот секако ќе бидат книгите, меѓутоа и некои други пропратни активности кои што исто така ќе го направат читањето повозбудливо и поинтересно. На почетокот имавме некои промотивни кампањи на отварањето, беше журка и фештан неколку недели овде кај нас, секој што ќе дојдеше беше почестен и така натаму. После тоа имавме навистина огромни летни попусти и сега овој септемвриски период кој што беше во фокусот се сите децата, учениците, првачињата и сето тоа што се случува околу почетокот на училишната година, така што решивме оригамите како некоја форма на уметност од хартија, а и книгата е уметност од хартија, ги споивме во едно. Значи секој купувач кој што купуваше книги, пазареше книги од нашата издавачка куќа, од нашата книжарница, добиваше подарок оригами. Значи сега зависно од сметката имавме од поедноставни оригами па до миньони, мечиња и така натаму. Имаше многу фидбек во рамки на ова кампања и се надевам дека и следните години, можеби не баш септември, меѓутоа и понатака тој интерес околу оригамите ќе има и ќе ги промовираме. Како што рековте, септември завршува, почнува нов месец, октомври, бидејќи основачот на издавачката куќа Антолог е роден на 1 октомври, некако и октомври е месец на книгата, решивме октомври така поприлично повеќе активности да загазиме. Па да, така да го наречеме еден вид на роденденски месец, каде што во фокусот ќе биде европската литература. Ќе имаме значи ова сега ексклузивно прв пат тука, иако наскоро ќе го пуштиме официјално како соопштение, ќе бидат на 50% сите, како се вика, книги од европски автори, на 50% попуст. Ќе имаме гостување на двајца писатели од Европа, едната е Белгика, доаѓа на 10 октомври, во Младинскиот културен центар ќе има промоција, имал разговор со неа, веројатно и една свирка, диџеј сет, значи еден навистина целокупен настан. И понатака на 22 октомври ни доаѓа бугарски писател Захари Карабашлиев, кој што еден добар дел од својата кариера ја поминал во Соединетите Американски држави, пробал да работи во Холивуд и така натаму, работел на филмови, се занимавал со фотографија, исто така еден многу интересен лик. Ќе го промовираме неговиот роман 18% сиво.
Меѓу нив две имаме така наречена македонска поддршка, односно една македонска поетеса Билјана Стојановска, која што со низиното деби првенче зборовите немаат значење, исто така во Младинскиот културен центар. Значи, за сите 3 настани Младинскиот културен центар ќе ни биде на некој вид на, така да кажем, логистичка поддршка. Так. Имаме една прекрасна соработка со нив, навистина се подготвени како културен центар да се носат со голем број активности, меѓу нив и активност дел прифатот и дел од активностите на Антолог. Меѓутоа, она што е прва Изабел Вери, како што реков, белгиската писателка, ги поканувам сите читатели и гледачи на вашата телевизија, доколку се во можност да дојдат на промоцијата, бидејќи она е многу шармантна, истовремено и актерка, и писателка, и пејачка, една целокупна личност и мислам дека ќе биде мощно и интересно. Так. Веројатно најмногу те знаат нашата јавност, нашите граѓани веројатно најмногу те знаат, барем мене една од асоциациите главни на тебе ми е романот Спектатор, кој што ќе ни кажеш колку изданија доживеа досега. Тоа беше првиот деби роман кој што имаше повеќе од 5 или 7 изданија. Да, тој стигна до 7 изданија, објавени 2003-та, значи пред 12 години. И еве така да кажеме, секоја втора година имаше во просек потреба од некој нов тираж. Посебно првите 3-4 години беа дури и за мене лично како автор изненадувачки добро помина. Значи имаше огромен интерес за. Дава ли ова надеж дека младите автори ќе бидат барани и ќе бидат читани? Па да, во овие 12 години мислам дека се случија и многу други нови дела од автори од сите генерации кои што го докажаа тоа и од поезијата и од прозата. Значи Спектатор ми е драго што е еден од тие книжевни настани кои што ја ги обележа ова измината деценија. Меѓутоа велам дека има и многу други книги кои што со забележителна читаност, продаваност, одличен респонс, односно одговор и коментари од критиката, од читателите. Го доживеа тоа и јас верувам дека ако ништо друго, Македонија има, мислам, и во многу други сфери, нели, добри кадри, меѓутоа особено во уметност и во напишаниот збор, кој што малце потешка, нели, секако и затоа што и треба превод за да лесно ги минува границите. Меѓутоа јас верувам дека се раѓа и доаѓа една нова генерација на македонски писатели. И драго ми е што ете Спектатор со своите 7 изданија, со преводи на англиски, на полски јазик, со обид да се напише сценарио, иако филмот не беше снимен, меѓутоа беше претворен во сценарио за филм, меѓутоа нели филмот е многу, како да кажам, поскапа работа, поскапа играчка, така нели ја нарекуваат. Не се оствари тоа, иако самото е многу филмично дело. И ете, од една страна ми е драго што Спектатор го постигна тоа, нели, кој Жарко авторот на Спектатор. Меѓутоа јас во меѓувреме напишав уште редица други книги, стигнав до бројката 10. Најнова е мојата книга за деца, односно не е таа само моја, би ја нарекол наша, бидејќи е намената за сите деца, меѓутоа бидејќи имам и коавтор, односно тоа е илустраторот Дамичо Тхемичо, како и да го викаме од Битола, Михајло Димитриевски, кој што направи едни совршени речиси илустрации и кој што заедно ја добивме, односно книгата ја доби наградата за најдобра илустрирана сликовница меѓу двата сајма на минатиот сајм на книгата, односно годинашниот. Така што од возрастни до деца, од поезија, проза, мојот интерес хаику, мојот интерес за литературата никогаш не се фокусирал само на еден жанр и вид. Туку сум сакал да најдам нов предизвик и се надевам дека ќе ме држи тоа и понатак. Дали кога ќе ти се јави инспирација, веднаш знаеш дека тоа ќе биде можеби расказ, ќе биде роман, ќе биде драмско дело или како се развива понатаму одлучуваш што ќе излезе на крајот сето тоа? Па содржината и формата многу пати се поврзани и веројатно содржината си ја диктира формата и обратно. Никогаш не сум се силувал, ајде сега ќе напишам роман, бидејќи тоа е кој се обидел знае дека не се пишува преку ноќ, дека треба многу време, или пак ајде сега ќе правам драма. Работите сами по себе си се кажуваат, меѓутоа она што е битно е таа авторска интуиција која што не води и која што претпоставуваме инспирација за сите што пишуваат. Како минува времето со големиот број активности, се повеќе наоѓам време и простор за многу покуси форми, поезија, куса проза, раскази, нешто што се пишува во едно седнување, отколку нели роман. Последниот роман пред 3 или 4 години ми излезе, така што тоа е тој баланс кој што авторите мора да го прават меѓу идеалите и желбите и тоа што
животот секојдневен го наметнува како како некакво темпо на пишување и мислам дека во скоро време тешко да се кандидатам пак да пишувам роман, веројатно овие кусите форми кои што се многу инспиративни, ако се куси, понекогаш бараат многу поголем напор и поголема творечка жет отколку долгите форми. Така. Каде е тука преводот? Некаде зад тебе можеби ќе ги забележат гледачите се појадо кај Тифани ефтини приказни, две дела кои што ги преведе. Покрај толку пишување се чувствуваше недоискажано, можеби имаше потреба и да се посветиш на преводот. Од каде потребата да се преводот е исто авторство. Значи јас имам висок почит кон сите што се занимаваат со превод. Сами од себе си не се перцепирам се уште како преведувач, што овие 2-3 дела што сум ги оставил зад себе во рамки на превод, бидело чисто една, како да кажам, привлекување заедно меѓу делата и јас како автор. И сум се дрзнал да се обидам да ги преведам. Нема да судам за квалитетот или нешто слично, меѓутоа пред се биле дела во кои што сум се воодушевувал и кои што ми биле доволно интригантни за возраста на која што сум и знаењето што ги имам од англискиот јазик конкретно, да се решам да ги преведам. Појадо кај Тифани беше мојот прв обид. Книгата доживеа неколку изданија кај нас, што веќе ете можеби некаков сигнал дека преводот е солиден. Појадо кај Тифани го правев со поддршка на Златко Коинџиски, кој што ете од друга страна како помлад од мене 10 години на тоа сценарио кое што е доста така улично, младешко, Тарантино стил, нели? Му даде малце по динамика отколку јас кој малце сум нели писател и малце по кабинетски размислувам вака по писателски. Сум превел и уште на друга книга, меѓутоа таа уште не објавена и не би зборувал сега за тоа, бидејќи не знам дали ќе ја објавиме, меѓутоа и во третиот случај беше заемно некое привлекување. Мора да се поклопат нештото за да се реши човек да преведува. Тоа е одново пишување на делото и е голема од истовремено чест, меѓутоа и голема обврска за да се одговори на висината на задачата, особено кога се преведува некое дело кое што е значајно за човештвото. Станува збор за два наслови кои што неминовно се врзуваат освен за книга и за филм. Беше тука присутна можеби љубовта кон филмот? Веројатно, бидејќи третото дело е исто филмувано ова што не го спомнуваме, така што таа моја фрленост меѓу тие две уметности, односно литературата со која што реално се занимавам и филмот кој што секогаш бил на ниво на нека хоби или голема страст, останува и многу добро забележавте, од дистанција јас не сум го заклучил тоа, меѓутоа така е, двете книги се претворени во филмови, тоа многу успешни филмови. Дури не знае човек што е подобро, дали нели она што е напишано како во форма на книга или тоа што го гледаме на филм. Филмот е нормално попровокативен, полесно доаѓа до поширок круг на публика за разлика од книгите. Меѓутоа ние работиме во издавачка куќа и самиот сум и писател и сум преведувал и велам дека поубаво е прво нели да се прочитаат книгите, тоа што е останато од кога сме били у школа, вика прво подобро читајте книги. Филмови има голема вистина во тоа. Причините ги знаеме сите, јас само ќе кажам гледајте ги филмовите, но прво прочитајте си и книгите. Така. Те чекав да довршев, бидејќи јас сакав истото да го кажам. Кога сме на тема филм, можеби знаат, можеби не знаат гледачите, ти беше дел од претходниот тим кој што успешно го организираше и функционираше фестивалот Браќа Манаки во Битола. Имаше можност да се запознаеш со Жилиет Бинош. Можеби не сум ти кажала, но она најава, оној коментар на делото и ликот на Жилиет Бинош кој што се најде во каталогот на минатогодишното издание на Манаки беше еден од поводите кога јас подразмислив дека би бил интересен соговорник освен за книга, туку и за филм. Ти се остварија некои одамнешни желби да се запознаеш со Жилиет Бинош? Па да, мислам преку тој дел од таа работа, нели? Во принцип не сум човек кој што нели има некакви идоли или не знам ги следи, бил фан преголем на сите тие луѓе, меѓутоа кон Жилиет Бинош од секогаш сум имал некоја симпатија и како актерка и како жена, бидејќи во своите не можам да кажам подминати години, али во средни години изгледа блескава. Значи тоа можевме да се увериме и на лице место, бидејќи поминавме тие 2-3 дена заедно со неа таму. Ја гледавме и вие можевте нели како новинари, ние како тим
секојдневно да ја видиме, да ја запознаеме и запознаме дека е на прекрасна личност и од тоа што го зрачи нели однатре од срцето, што е пред се и основното нешто што го заприметуваме кај луѓето, меѓутоа подсвесно, па и физички како изгледа, како се одржува и на вистина прекрасна личност. Многу ми е драго што ете тој текст во кој што буквално го сумира сето тоа што овие 15-20 години колку што ја следам незината кариера. Се забележуваше дека тој текст не е правен некој половина час, туку дека е правен години. Да, пишуване можеби во неколку дена, меѓутоа создаване без да сум знаел дека еден ден тоа ќе се случи. Сите тие години кога сум ги следел филмовите, кога сум го гледал филмот на Кишловски, нели Трибој сино, кога сум ги гледал сите незини претходни филмови, кога сум ги гледал незините претходни настапи, значи имавме ние и претходно прилика во Битола угостиме големи автори, големи актерки, нели Изабели Пер, Кетрин Денев, дојде и многу други. Меѓутоа со Жулиет Бинош беше кога ми кажа Лабина дека ќе доаѓа, тоа беше онака љубов на прв поглед што се викали. Празник. Да, празник за сите сетила и со голема желба и задоволство го напишав тој текст. Впрочем, како што ви реков, нека понекогаш интуитивно и мора нешто да те привлече за да го направиш и се гледа значи таа љубов кон низиното творештво и кон неа како актерка се почувствувала и во текстот и драго ми е што е така. Низ одговорот на последните две прашања гледачите можеа да проценат твојата љубов кон филмот, меѓутоа морам да прашам зошто пишуваш филмска критика? Од каде е таа потреба едноставно да седнеш и да го пренесеш некому тоа што си го доживеал ти додека си го гледал филмот? Тоа е доста специфично прашање, меѓутоа во принцип секогаш кога нешто гледаме, доживуваме, дознаваме, слушаме, ние сме нели луѓето и критички битија. Значи коментираме односи меѓу луѓе, едноставно не можеш тоа да го премолчиш. Љубовта кон филмот значи дека тоа што си го видел, тоа што ти се допаднало или не, после тоа имаш чувство да го обзнаниш на луѓето. Некогаш е тоа нели во неврзан муабет, ќе седнете друштво, ќе разговарате после филм, секој ќе си го каже своето, меѓутоа понекогаш мислиш дека или си доволно сигурен во тоа што го пишуваш, или недоволно сигурен, па сакаш јавноста ти каже дали си во право или не, се решаваш тоа да го објавиш јавно. Филмската критика е исто нешто што можеби недоволно го има во вистинска форма денес. Многу малку критиката е како книжевен, како жанр, во смисла книжевна критика, ликовна критика е присутна во медиумите. Меѓутоа, од една страна захтевна работа, од друга страна исполнува бидејќи буквално можеш да ги соочиш мислењата за одредено уметничко дело. И мене оно што ми е драго што во критиката нема финален збор. Значи, нема ја тоа што ќе го кажам, тоа важи за филмот. Може да се појават петорица после мене да го кажат спротивното или да го кажат истото, па потоа некој сите нас да ни даде сосема поинаков поглед на нештата, и тоа е тоа уживање во тој диалог за уметничките дела кој што никогаш не завршува, и тоа е потврда дека тие уметнички дела за кои што говориме се навистина големи, кога секогаш некои нови луѓе ќе ни дадат некое ново светло на нештата. Така. На крајот да ги сумираме оние трите теми кои што ги споменавме низ овој разговор: издавачката дејност, книгите, повеќе од 3 теми се преведувањето, филмската критика и филмот. Има ли доволно публика за ваквата култура кај нас? Младите се заинтересирани за вакво нешто или се едноставно заинтересирани за некој познат диџеј наместо за добра книга и добар филм? Па мислам дека модерно време некако наметнува поинакви принципи, сите овие современи технологии, фејсбуци и така натаму. Нашиот интерес и внимание го прават многу поограничен и многу по краткотраен отколку претходно, и веројатно има помалку тоа што може би имало кога ние сме биле тинејџери или пак кога нашите родители биле тинејџери. Меѓутоа, нормално, уметноста и сите овие 4-5 страсти што ги кажавме, секогаш ќе се наоѓаат некои нови облици за да постојат, за да бидат во фокусот на луѓето, и доколку би била битката предадена, сигурно не би се занимавало со сето тоа. Публика има, се надеваме дека ќе има повеќе, и се што правиме е токму поради нив, бидејќи да би биле ние помирени со тоа дека нема да има нова публика, не би се занимавале со сето ова, и се надеваме дека
барем со овој наш разговор и со сето тоа што вие како новинари или ти преку твојата емисија што го правиш, дека ќе привлечеме нови луѓе кон уметноста, бидејќи тоа е веројатно едно од најблагородните нешта на светот. Така. И јас се надевам дека ќе се случи истото и ти благодарам за овој разговор. Ви благодарам за поканата и што ни дојдовте на гости. Со представата Мажите се поинакви, а жените исто така, се отвора 8-то издание на Интернационалниот фестивал на пантомима и физички театар Памфис 2015. На програмата се 3 представи од физички театар и 2 пантомимичерски. Гостите од Швајцарија, Романија, Бугарија, Чешка и Грција биле избрани согласно скромните фестивалски можности. Од апликациите кои што беа некаде околу 40 на број, навистина има представи кои што заслужуваат да дојдат на Памфис, меѓутоа како што се развива економската ситуација и политичката ситуација во светот, тие трупи, тие групи, тие театри навистина си бараат покривање на сите сегменти што би подразбирало едно гостување. Од тој аспект ние сме навистина не сме во ситуација да ги покриваме сите тие трошоци и затоа програмата на некој начин е конципирана од она кое што беше можно да дојде, да се согласат со нашите услови и да бидат присутни на Памфис. Представите ја обработуваат вечната тема за мажот и жената, за идентитетите, за тоа кој кого слуша и кој повеќе зборува. Видов умешно вклопување на една одредена тема за човекот, односно за мажот и жената. Едноставно програмски скоро сите сценски изведби ќе откриете и самите на изведбите дека се провлекува тој машки идентитет или женскиот идентитет. Скоро во сите изведби ќе го пронајдете тоа ткиво, машко и женско или надпревар меѓу нив. 8-миот Памфис се одржува од 3 до 7 октомври. Сцените за изведба не биле случајно избрани. Актерот може да игра, барем овој актер, на сцената и без светло, и без реквизита, и без сценографија, и тоа е моќта на телото, односно моќта на пантомимичарот. Оттаму ја оправдуваме и потребата од селење на овој фестивал во другите театри, во театар комедија, во драмски театар и малата сцена на македонска опера и балет, кои што поседуваат се уште црна кутија. Македонскиот народен театар е во златно руно, нели, руво, и секако му недостасува црната кутија која е најпотребна за ваквите изведби. Целта на фестивалот е промоција на пантомимата и физичкиот театар, кои се се поретки театарски форми. Фестивалите во Европа, а посебно и на Балканот, замреа, значи нашиот фестивал и фестивалот во Белград се можеби единствените фестивали на картата на ова подрачје кое што го спомнав, кои што се уште обстојуваат. Се враќа Дамир Дантес од Швајцарија. И тоа е убав показател дека тој пред неколку години кога бил во Македонија видел дека постои некаква сфера, некоја орбитала во која што некои луѓе воведуваат и поинаква театарска естетика, освен таа конвенционалната, државната, националната и така натаму. И Дамир Дантес, да речеме, од Швајцарија повторно аплицира затоа што сака да се појави пред тие некои македонски реципиенти на таква естетика, на некој физички театар. И тоа само потврдува и ни дава некаков елан, ветар во едра, дека на картата некаде во Европа постои во Скопје и таков вид на восприемање на таа уметност. Со концертот Маратон Брамс на 1 октомври во Домот на Арама почна новата сезона 2015-2016 на Македонската филхармонија. На програмата беше концертот за пијано и оркестар број 1 во Демол и концертот за пијано и оркестар број 2 во Бедур од германскиот композитор Јоханес Брамс. Директорката на Македонската филхармонија ни открива и што ќе следува понатаму во текот на оваа сезона. Дел од нив се Сајака Шуџи, Евгени Королјов, Александар Књазев, Евгени Божанов, потоа Голда Шулц,
големите диригентски имиња кои што се и веќе добро познати на македонската публика како Емил Табаков, Јануш Пшебилски, нашите Боријан и Саша, секако македонските уметници кои оваа година се на вистина во голем број застапени, на што јас особено се радувам. Тука е нашата концертмајсторка Ана Кондратенко, потоа Ана Игор Дурловски, Здравко Ангелов, Владимир Лазаревски, Емин Джијан, потоа Ванчо Стојановски, Дрито Ангаджа, Исмаил Лумановски, Весна Илкова, Весна Геновска-Илкова. Сите тие се дел од концертната сезона на Македонската филхармонија, секако, и голем број на премиерни изведби на дела од светската литература за симфониска музика, но и од македонската изведба, од македонската музика. Сите знаеме дека во тек и завршија секако и во тек се новите конкурси кои што Министерството за култура ги распишува за поттикнување на македонското музичко творештво и поддршка, и ние сме тука и со нетрпение очекуваме сите оние творби кои што беа веќе одбрани и наградени да ги изведеме во оваа предстојна сезона и во следната, но секако не ги забораваме и оние композиции кои што се веќе одамна напишани, и тука би го споменала единствено концертот кој што ќе се одржи на 15 октомври, концертот со наслов Наследство, на кој што славиме јубилеј на двајца големи македонски композитори, тоа е Властимир Николовски и Томе Манчев. Со доделување на дури 10 награди заврши 36-тото издание на фестивалот Браќа Манаки Битола, кој им е посветен на кинематографирите. На лауреатите Николич и Шофор им беа врачени наградите за животно дело. У свету не постои место да ти изаđеш на улицу и да познају автора некога од ових филмова и да ga зауставе и чак ајде да се сликам овај селфи, знаеш, и сад и питају, разговарају о камери о филму. Ајде о филму, о глумцу, ali o kameri u filmu to u svetu ne postoji svemu bitno. To se meni desilo 3-4 puta ovdje. Tako da Bitoljčani sigurno bi vam Manaki bio, ponovio bi se sa vama. Sigurno. I fairly hope, I believe that you will see in the future all movies, not just my movies, and all movies of my all work of my colleagues, of my famous colleagues, that you will see all this movie fairly and properly and professionally digitized, because instrument is changing, but artistry or cinematography remains still as artistic discipline, and digitization of old movies is not easy job. It needs perfectness, it needs our initiative, and I hope that in the future belongs to digital cinematography. I hope in the future you all will be satisfied with the work of cinematographers. Беа доделени и наградите за најдобра филмска фотографија во главната програма. The Bronze Camera 300 goes to the cinematographer Mateo Guzman for the film Land and Shade. This rendering of rural Americas combines poetic and magic realism in a way rarely seen in cinema. The Silver Camera 300 goes to Adam Arcapao for the film Macbeth. The film showed outstanding craftsmanship that puts new technologies in the service of classical Shakespearean drama. And the Golden Camera 300 goes to cinematographer Matthias Erdely for the film Son of Shaul, a film that proposes a new way of storytelling, on the one hand confined within the psyche of the main character, and on the other witnessing the horrors of the Holocaust. And
A special mention goes to Morteza Gaidi for the film Nahid. And last but not least, the jury would also like to acknowledge the cinematic talent of Vladan Radović for the Italian film Black Souls. Во програмата Нов европски филм најдобар беше филмот Овни на Гримур Хонарсон, а наградата за кинематографија ја доби Вашко Вијана за Планина на Жоао Салавис. I would like to thank the jury for giving us the award. It's very rewarding to see that people enjoyed this film. It was a very important film for us, for me and the director, because it was our first feature. We've been working 10 years now together, so I would like to also share this award with João, the director. It was a very collaborative work. Во програмата Си камера наградата Златен Манаки ја доби турскиот филм Сивас на Каан Мујдејджи, а најдобар кинематографер е прогласен Милош Срдич за филмот Шумите се уште зелени. Кинематограферот на филмот Долу од рајот Гуран Наумовски ја доби наградата Мала златна камера 300. Задоволни од успешната приказна, директорот на фестивалот и првиот човек на Имаго најавија уште подобри филмски приказни. Многу ви благодарам за поддршката, ви благодарам за се што направивте овој фестивал да го задржи реномето и да оди само напред со големи чекори. I've seen the festival progress. It will progress even more. I can see that it will be a platform for excellence of crafts in the whole region.